Добро, сега конечниот дел на реализацијата е 67% од ребалансот од 2018 година, со тоа што декември месец се плаќаат фактурите, сметките и слично, но секако не сме задоволни. Кога ќе правиме паралела почетокот на 2018 година и почетокот на 2019 година, навистина е поразлична ситуацијата. Прво, капиталните инвестиции знаете дека најсериозен импакт имат во патиштата, железницата и гасификацијата. Но од помош се и водоводите, канализациите, градинките, школите и сето она што представува други видови на капитални инвестиции по сите ресори и економски единици во државата. Така да најсериозен фокус имаме во патиштата, во железницата и во гасификацијата на државата. Со тоа што разликата е, сега немаме проблеми во проектните документации и немаме претходни прашања за решавање. Потпишан е дури и грантот за втората фаза. Конечно е направен договорот за стартувањето на блокираната прва фаза на коридорот 8 на железницата. Се работи, не сме задоволни од интензитетот, но очекуваме со почетокот на годината интензитетот да расте на првата фаза. Ако евалуацијата заврши првите 2-3 месеци во годината на втората фаза и се избере изведувачот, тоа може да значи дека во вториот квартал влегува во изведба втората фаза на железницата од 147 милиони евра, каде што и овој грант од 68 милиони евра од Европската Унија за Западен Балкан за Република Македонија. Гасификацијата знаете дека во делот на подрачјето на Скопје, но и на подрачјето на Тетово и Гостивар е ослободена, имотно-правни односи се решени и драго ми е што и од Гостивар према Кичево 58% од експроприацијата е веќе решена. Се надевам дека тоа ќе му даде пас дополнителен самиот проект на централниот гасовод во Република Македонија да биде решен. Ова година очекувам да почне пуштањето на првите цевки во градот Скопје и по општините. Еден дел одиме преку ЕБРД, каде што целта е општините да градат гасоводни мрежи во самите урбани средини преку МЕР, кој што ќе повлече кредитна линија од Европска банка за обнова и развој, или опција општините да го дадат под концесија, доколку така одлучат. Тие се надлежни за гасификацијата на територијата на нивните општини, но ги имат двете опции. Така да гасификацијата треба да има дополнителен ефект ако тргнеме некаде второто полугодие и во секундарната мрежа, односно она што значи гасоводна мрежа во самите градови. Ретки се градовите кои што имат минимум гасоводна мрежа во државата и тоа е сериозна капитална инвестиција. Патиштата продолжуваме со исти интензитет. Во Македонија се гради на 25-6 делници. Во моментот, иако е зимски период, продолжуваме со исти интензитет, пари имаме обезбедено, најголем дел се да кредитите од Светска банка, Европска банка за обнова и развој и другите финансиски институции, но еден дел значителен се од сопствениот буџет на ЈПД, односно јавното претпријатие за државни патишта, и конечниот дел секако се од блокирање на сите оние многу значајни за граѓаните проекти, но сериозен исто така прилог на капиталните инвестиции во државата. Објавивме дека имаме повеќе од 100 милиони готови проекти за водоводи и канализации, каде што тим во владата го ревидираше целиот тој дел, останува електронски да се доправат, заради тоа што голем дел од тие проекти се во хартијана фаза, одобрението се дава електронски, да го заврши, ќе го замолиме Градежниот факултет на Македонија тоа да го заврши, за да можеме од пролет веднаш да почнеме со реализација. Како што реков, дел се 55 милиони евра нови пари кои што ги обезбедуваме како кредит преку Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина и просторно планирање. 12 милиони евра имаме останато нереализирани пари од претходната година и 35 милиони евра се од ТАФ, кои што со анексот и неговото завршење ќе бидат ставени во функција. Тука имаме и нови градинки, знаете дека имаме дополнителни 16 милиони евра од Светската банка за изградба на градинките, нивна рехабилитација, реконструкција и обнова, заради тоа што потребата за простор повеќе за децата згрижување е огромен во Република Македонија. Дел има нови школи, дел има спортски сали, дел има спортски терени и објекти, така да се вкупните капитални инвестиции ќе се движат во тој правец. Но, како што рече министерот за финансии, гледате дека имаме севкупен раст, некаде испроектиран, ако го завршиме четвртиот квартал со 4% раст, колку што очекуваме, ќе имаме севкупен раст од 2,8. Ако тој биде помал, 3,5%, некаде растот ќе стигне до 2,7. 2019 година веќе проектиравме 3,2, но јас најавив амбициите се уште поголеми. Тоа ќе го покаже и првиот квартал кој што буквално денеска го стартуваме. Ако постигнеме 4% раст во првиот квартал, значи дека доаѓа
сериозна економска активност и заживување на економијата во Република Македонија, но мора да појасниме и какви други надежи имаме. Приватниот сектор е двигател на растот. Видовме дека и при салба реализација на капиталните инвестиции 2,8% раст на бруто домашниот производ е најповеќе заради економијата која што доаѓа од приватниот сектор. Тоа го покажува растот на ДДВ-то, растот на данокот на добивка од 29,9% повеќе, така беше од предвидениот дел, растот на персоналниот данок на доход, економијата заживува, очекуваме големите проекти да се реализират, еден дел од нив државата ќе ги стимулира и мотивира. Оваа година очекуваме да најдеме стратешки партнер по пат на јавно-приватно партнерство, донесовме одлука на економски совет, Чебрени Галиште, 800 милиони евра, големата хидроцентрала. Ако можеме да најдеме партнер на кој што му треба балансер овде во регионот, се надевам дека ќе успееме да имаме успешно спроведена постапка, за да барем втората половина на 2019 година почнеме со некои активности. Тука е клиничкиот центар, кој што очекуваме оваа година да завршат сите административни процедури и почетокот на второто полугодие, ако биде се во ред по проекциите, да се стават камен темелници да почне изведбата на клиничкиот центар, но знаете дека сериозен импакт во бруто домашниот производ имат и големите капитални проекти кои што се ширум Македонија. 16 нови фабрики се градат. Тие нови фабрики имаат директен импакт во градежништвото, покрај патиштата и овие други капитални проекти. Самиот Лимакс проектот партиципира со 5 милиони евра месечно во бруто домашниот производ на државата. Eastgate е исто така голем проект, некаде проектиран од 130 или 150 милиони евра, а слушам во најави се и дополнителни капацитети, и да не зборувам за сите други капитални проекти кои што се ширум Македонија испланирано, така да даваме сериозна надежност на големите капитални проекти. Да не ги заборавиме овде браните, се градат од делот на Министерство за земјоделие и рурален развој, каде што сериозни се капиталните инвестиции во изградбата на браните или акумулациите за вода. И секако новина е тоа што ова година на почетокот или крајот на јануари, почетокот на февруари ќе ги распишеме јавните аукции, така да кажем, на обновливите извори на енергија, согласно Законот за енергетика. Правилниците се веќе донесени, дебатата јавна помина, се работи за фотоволтаици. Овие денови следува потпишувањето на новиот кредит од ЕБРД со Елем за 10 мегавати фотоволтаик. Стартуваме како држава, останатите ќе ги дадеме на јавни аукции, предвидени се некаде, ако не се лажам, 200 мегавати обновливи извори на енергија од делот само на фотоволтаиците, да не зборуваме дополнително плюс се и ветерниците и другите обновливи извори на енергија, така да ваквите инвестиции во енергетиката треба да дадат сериозен импакт или допринос во севкупниот раст на бруто домашниот производ. И повеќе други области се офатени секако, кои што очекуваме да дадат сериозен импакт за овие наши оптимистички очекувања за 2019 година.